Оштетени лозови, насади, житарици, овоштарници, насади со зеленчук. Ова е епилогот од неколкуте пожари предизвикано на отворено со палење на дивите депонии во Струмишко. Така соопшти од Дирекцијата за заштита и спасување, која спроведе кампања да не се палат огнови на отворено, бидејќи 65% од пожарите се предизвикани поради невнимание, а денове во Струмишко се почесто горат мали диви депонии. Во Струмичко имаме огромен број на диви депонии, каде што еве сега во саботата имавме така запалена дива депонија, која што пожар се прошири на неожнеано жито и имаме штета на луѓето на кои што е житото. Значи имаме појава на диви депонии на патниот правец Банско-Габрово. Истите се палат, а знаеме дека шумата Беласица е одма над патот. Димче барал земјоделците да не ги палат истрништата, туку да се заоруваат, да не се фрлат било какви од пушоци, ниту пак да се пали сувата вегетација од запуштени ниви. На тој начин ќе се избегнат можните последици и проширување на пожарите до стамбени објекти. Имаме голем проблем со тоа што голем број на површини, на земјоделски површини веќе не се обработуваат. Луѓето или немаат начин, или немаат време, или не се моментално во Македонија и тие се обраснати со сува вегетација, така да може да се случи огнот неконтролирано да дојде и до населени места и да се загрозат објекти и животот и здравието на самите луѓе. Острумишката противпожарна единица соопшти дека во јуни имале 10 интервенции на пожари на отворен простор, од кои најчесто се запалени суви треви и диви депонии, ожнеани површини кои се прошируваат и на околните ниви. За последните 3 месеци, април, мај и јуни, струмичките пожарникари имале дури 40 интервенции на отворен простор.